почнеме со една разгледница. Не ни опатуваат директно до црквата. Ова разгледница е од едно американско градче. Управата во тој град решила, луѓето во управата решиле, за да ги привлечат повеќе туристи, на плажата да изградат песочен замок. Тоест да го изградат најголемиот песочен замок во светот. Тоа се случило, како што може да видите, од разгледницата 1985 година. Ангажирале двајца архитекти, 500 доброволци, 400 тони песок, 6 багери, $100,000 и уште многу други работи. Граделе 12 дена и го изградиле најголемиот песочен замок во светот. И како песочен замок може да претпоставите колку време трае. Еден викенд, додека не заврне првиот дожд и додека не задуват посилни ветрови. Толку работа, толку труд, толку луѓе, толку ресурси, толку пари, толку денови работа за нешто што трае само малку време. И ако бидеме искрени, ако погледнеме назад во нашиот живот, нашето секојдневие, многу труд, многу ресурси, многу време, исто така отишле во ветрот. И во нашиот живот, во сечи живот е така. Животот е како, изгледа како трчење во место. Знаете, оние подвижните траки што се вртат, бесконечни, трчаш, се потиш и никаде не стигнуваш. Во едно место стоиш. Многу пати ни изгледа животот како да сме стигнале до некаде, до некоја цел што сме ја поставили, и кога сме стигнали, ќе погледнеме така некако на подолг рок, на подолги патеки, како ништо да не сме постигнале. Тој наш успех во вечноста, во целата човечка историја е како прашина во ветрот. Сеќавате на песната на Канзас од 75 година, сите ние сме само прашина во ветрот. Еден човек, познат комичар, писател, новинар, убаво го сумира својот живот. На 83 години тој вели: целиот живот барав да го најдам грнето на крајот на божилакот, на виножитото. Ја знаете она скандинавска бајка за детето што го барал грнето злато на крајот на виножитото. Се верувало дека ако го најдеш крајот на виножитото, таму ќе најдеш грне со злато. И вели човекот, така метафорички, цел живот барав да го најдам моето грно со злато на крајот на виножитото. И сега на 83 години единственото што сум го нашол, она што сега го имам, е само грнето. Ниту крајот на виножитото, ниту златото. Сега сум само со едно грне. И тоа е приказната, животната приказна на луѓето. Животот е како една безсмислена трка на подвижна лента во место. И луѓето го осознаваат тоа. И затоа таа песимистичка, депримирачка филозофија владее во светот. Луѓето се повеќе се разочаруваат, и тоа не само 83 годишните, како овој познат човек, Сем Левинсон, туку дури младите го осознаваат тоа. Има една статистика која прочитав скоро и ме погоди. Според таа статистика, 5% од младите луѓе, т.е. тинејџерите, деца на 13-15 години, 5% од нив, тоа значи секој 20 млад човек, секој 20 тинејџер на Западот или се обидел да изврши самоубиство, или извршил самоубиство. Секој 20. Тоа значи во секој оделение од 20 души, некој млад човек на 13-15 години се обидел да изврши самоубиство. Луѓето се поразни, ти се соочуваат со таа безсмисленост на животот. Се соочуваат со таа фрустрирачка представа, која ја гледаме насекаде околу нас. Библијата се конфронтира со ваквата филозофија на живење, со ваквата реалност. И вели дека може да се симнеме или да се одврземе од таа лента за трчање.
Можеме да го смениме курсот на животот од трчење во место да стигнеме до цел. На крајот на животот, кога ќе направиме едно резиме, да не бидеме само со грнето, туку да имаме многу повеќе, неспоредливо повеќе, да имаме вечни богатства. Тоа е идејата на книгата што ќе разгледуваме и која што сметам дека на најјасен начин ги представува контрастите. Животот под сонцето, безсмисленоста на животот под сонцето и единствената смисла во вечна перспектива која можеме да имаме во Исус Христос. Трајна перспектива, трајна смисла на животот можеме да имаме само со Бог. Животот во љубов кон Бог, љубов кон ближниот, исполнувањето на Божите заповеди, општењето со Бог, славењето на Бог е она што дава смисла на животот. Вечна смисла на животот, трајна смисла на животот. И како да го осмислиме тој живот? Верувам дека тоа е тоа е вистинската перспектива. Бог го дал животот на човекот, го создал човекот и му дал живот, не за да живее таков безсмислен, фрустрирачки живот. Бог му дал на човекот живот во изобилство. Божјата намера за човекот е да живее живот во изобилство. Да живее полн, радосен живот. И тој го нуди таквиот живот. Како можеме да го добиеме? Реков дека книгата на проповедникот многу јасно, многу сликовито го представува животот без Бог и животот со Бог, многу јасно и илустрира вистината дека само во Бог може да имаме живот. И разоткрива илузијата дека без Бог може да има живот. Тоа е илузија. Без Бог трчаме во место. Како што на таа подвижна трака трчаме и си мислиме дека трчаме, а стоиме во едно место, така и со илузијата дека без Бог може да се живее животот. Проповедникот во книгата многу јасно го представува тоа. Без Бог нема живот. Она што го живееме без Бог е само една илузија. Прашина, парја, магла, здив, ништо повеќе. Се губи значење. Едно големо ништо, една голема нула е животот без Бог. И така во периодот што следи, додека не излезе книгата Откровение, првите 9 глави, ќе разгледуваме книгата на пророкот, на проповедникот, или книгата на Соломон, кој представува еден вид духовен дневник. Кога бевме тинејџери, беше модерно да пишуваме дневници, да купиме некоја тетрадка со подебели корици, така по-репрезентативна, и да си водиме секој ден дневник. И обично ентузијазмот траеше по една недела. После една недела дневните случувања ги заборававме и престанувавме. Оваа книга, проповедникот, представува еден духовен дневник на царот Соломон, кој ни представува, ни ги опишува неговите ревностни барања на смислата на животот, на целта на животот. И на многу места можеме да видиме како неговата потрага по смислата на животот била безсмислена, празна. И како барал на погрешни места и кај ја нашол смислата на животот. И откако се соочил со многу слепи улици, на крајот на книгата гледаме, осознава дека вистинската смисла во животот, вистинскиот живот може да се живее со Бог. Единствениот живот што можеме да го имаме само животот во Бог. Сега ќе читаме, кога ќе читаме од таа книга денес и понатаму, ќе видиме многу песимистички представи, идеи за животот. И тоа е така затоа што Соломон е реален. Многу е реален, многу транспарентен во описот на животот. Тој многу реално, искрено го представува животот без Бог, ужасот на животот без Бог, зашто самиот тој го искусил тој ужас и го представува во книгата. Во секој случај, и покрај сиот песимизам што ќе можеме да го видиме во таа книга, книгата е многу добра да разбереме, да научиме како да го живееме вистинскиот живот. Како да живееме еден живот во полнота
во изобилие, живот кој ќе донесе вечна смисла. Животот кој ќе има вечни вредности. Живот кој ќе остави вечна трага во нашето существување, во нашето битие. Ајде сега ќе почнеме, денес ќе се обидеме првите 11 стихови од првата глава, да ги прочитаме, да ги разгледаме и ќе видиме што откриват овие стихови. Зборови на проповедникот, син Давидов, цар Израелски. Суета на суетите, вели проповедникот, суета над суетите, се е суета. Каква е ползата за човекот од сите негови трудови со кои се труди под сонцето? Род еден се заминува и род друг доаѓа, а земјата останува за секогаш. Сонцето изгрева и заоѓа и пак брза кон местото свое од каде што изгрева. Ветрот вее кон југ и се врти кон север, се врти во својот пат и пак го почнува своето вртење во круг. Сите реки течат во морето, но морето не се преполнува. Тие одново се враќаат кон она месте од каде што потекнуваат, за да течат одново. Секоја работа бара труд. Човекот не може да се искаже, окото не се наситува од гледање, и тувото може да се наслуша. Она што било пак ќе биде, и она што се правило пак ќе се прави. Нема ништо ново под сонцето. И ако за нешто се рече, види, ете, тоа е ново, но тоа веќе било во текот на вековите што биле пред нас. Нема спомен за минатото, па и за тоа што ќе биде подоцна нема да остане спомен кај оние кои што доаѓаат, кои што ќе дојдат. Гледате како е представен животот на земјата. Безсмислие, големо безсмислие. Најпрво да видиме нешто општо за книгата, зашто и така почнува оваа книга, со представување на авторот на книгата. Во нашите Библии книгата е наречена Проповедникот. Меѓутоа во оригиналот името на книгата е Кохелет. Например, ако отидете во некои библиотеки, по-така теолошки, по-стручни, ако побарате да ви ја даде книгата Проповедникот, библиотекарката може би нема да знае што да ви даде, зашто таму стои името Кохелет. Тоа е името на книгата во оригиналот. На западниот свет, па и во околината, например во Бугарија, се употребува зборот Еклесиаст. Не го употребуваат зборот Проповедникот, Еклесиаст, зашто тоа е грчкиот превод на насловот на книгата, Проповедникот. А насловот пак на книгата е земен од првиот стих. Ова се зборовите на Проповедникот. Еклесиаст е употребен како збор во првиот грчки превод на Стариот Завет. Се случил тој превод е направен вториот век пред Исус Христос. Тогаш Стариот Завет за прв пат од еврејски е преведен на старогрчки, поради се поголемата потреба од превод на таков јазик кој се повеќе бил се поприсутен во цивилизираниот свет. Се повеќе евреи го губеле еврејскиот, ако знаеле старогрчкиот, им бил потребен превод на старогрчки. И таму потребен зборот Еклесиастес. И во двата случаи, и Кохелет и Еклесиастес говорат за функција. Еклесија значи црква. Еклесиастес значи човек кој говори пред црквата. А пак еклесија значи собрание. Црквата значи собрание. Черковија стариот словенски збор значи собирање на луѓето. Собрание. Некој кој говори, кој проповеда или кој поучува пред собрани луѓе. Тоа е значењето на зборот Кохелет. И сега тука има една мала збрка која се јавува во наставката на зборот Кохелет, кој е во женски род. И буквално ако го преведеме, би било зборовите на проповедничката. И потоа продолжува која е проповедничката. Дека проповедничката е царот на Израел, синот Давидов. И зошто е во женски род? Некои сметат дека со тоа Соломон, сака да истакне дека пред се зборовите доаѓаат од мудроста. Мудроста секаде е во женски род и затоа е употребен зборот Проповедникот како проповедничката. Тој говори преку мудроста. Според други пак, така
упатени во лингвистиката луѓе, теолози, овој збор кохилет не е именка, туку е прилог. И говори за човек кој врши функција. Тоест, ова се зборовите на оној кој врши проповедничката дејност. Проповедничката како дејност, како функција. И обично во древниот јазик, честопати именките и другите работи што одат после прилозите били испуштени. Така да се предпоставува дека станува збор за служба. Проповедничка служба. Ова се зборовите на проповедничката служба на Соломон. Затоа Соломон истакнува дека ова е неговата животна проповед. Ова е неговата проповед како проповедник. Она што може да го каже како учител на луѓето. И во таа смисла, нашиот превод, сметам, проповедникот, е многу добар превод и би требало да го користиме и ќе го користиме како официјален превод за оваа книга. Проповедникот, па дури не е и погрешно ако користиме преводот учителот. Учителот или проповедникот. Друго нешто што е важно за оваа книга, за насловот, и пак е малку спорно, кој е авторот? Овде како автор се представува, авторот всушност се представува како цар на Израел или како син на Давид. Традицијата вели дека книгата му припаѓа на Соломон. Соломон е авторот. Тоа е традиционалното гледиште. Има поново и ова поново гледиште го отфрла авторството на Соломон поради некакви лингвистички причини. Велат, стилот во книгата, јазикот во книгата е нов. Не е како од времето на Соломон. Не е оној јазик што се употребувал во времето на Соломон. Тоа е понов. И затоа тие велат, тоа повеќе е книга за Соломон, отколку што е книга на Соломон. Таквите лексички аргументи многу за мене лично не држат, зашто книгите обично со генерациите се редактираат. И немало сигурно оваа книга која што била напишена од Соломон на подревен, постар, поархаичен јазик, со текот на времето била осовременувана, како што ние правиме. Ние имаме преводи од 91 година, имаме потоа од крајот на 90-тите години современ превод и така натаму. Затоа сметам дека Соломон си е авторот на книгата и ние ќе го држиме тоа гледиште, тој е авторот на книгата, некој подоцна ја усовременил на некој понов, поразбирлив еврејски јазик. Што е друго важно за книгата Проповедникот? Една фраза која често се употребува и која можеби е клучот за разбирањето на сиот тој песимизам кој владее во книгата. Вториот стих или како продолжи понатаму книгата. Суета на суетите, вели проповедникот, суета на суетите се е суета во животот. Тоа е неговиот заклучок, неговата констатација за животот. Животот е една голема суета. И сега што значи суета? Многу не ни говори тој збор. Во еврејскиот јазик зборот е многу јасен. Зборот е хебел и значи парја, значи здив. И овде го употребува тој компарација. Во еврејскиот јазик, кога се употребува два збора како суета над суетите, сака да каже, употребува степен на споредување. Има компарација, има суперлатив. Во случајот има компарација. Значи, животот не е само парја, многу повеќе од парја. Уште полош од парја. Парја над пареите. Која е идејата овдека? Дека животот на земјата е како парејата. Знаете, парејата сте виделе? Кога ври од тенџерето, ја гледаш, ќе се издигне на 20-30 см, ја гледаш и како што се крева, постепено исчезнува, ја снемува. Тоа е парејата. Или здив, истиот збор се употребува и за здив. Кога збориш и е ладно, се гледа како излегува здивот од устата. Но колку се гледа? Колку трае тоа? Излегува од устата и се губи во воздухот. Исчезнува. Како никој пат да не постоел тој здив. Тоа е описот за животот на проповедникот.
Животот на човекот и се околу човекот е како пареата. И тоа уште поништожно дури од пареата. И во продолжение тоа објаснува зошто е таков животот. И дава многу аргументи, гледајќи околу себе. Каква е ползата за човекот од сите негови трудови со кои се труди. И нема да ги читаме пак овие стихови, веќе ги прочитавме, но оно што можеме да видиме, оно што забележува Соломон е една цикличност. Прво, очигледно е, пак ќе кажам, очигледен е песимизмот. Депримирачки сето тоа делува. Како се е безсмислено. Се околу нас се парја. Нашиот живот е парја. Нештото што ги правиме во животот се парја. Нештото околу нас што нас обиколуваат се парја. Имаат вредност колку што има пареата. Трајни се колку што е трајна пареата. Тоа е заклучокот на Соломон. И читајќи ги овие стихови, многу луѓе се запрашале како може книга со такви зборови, со такви размислувања за животот да влезе воопшто во Библијата. Воопшто не се спомнува Бог во овие стихови, до крајот на книгата не се спомнува Бог. И токму тоа е идејата на Соломон. Ние ќе видиме понатаму. Тој го разгледува животот од различни перспективи, за да ја покаже безсмисленоста на животот, ако во животот не се вклучи најважниот. Без најважниот животот е парја. Ништо, нула. Употребена е, како што може да видите во овој текст, 2 пати фразата под сонцето. И таа најчесто употребувана фраза почесто од суета на цуетите. 30 пати се употребува во целата книга и гледате овдека 2 пати. И тоа е клучот за разбирањето на песимизмот на Соломон. Што сака да каже со употребата на оваа фраза? Под сонцето, нештото под сонцето. Тој пишува од перспектива на човек кој живее на земјата. И тоа е големо откритие. Некој ќе каже, па добро, да, тој сигурно не живеел на Марс, живеел на земјата. Која е идејата? Употребувајќи оваа фраза, Соломон го прави еден контраст, т.е. прави поделба на светот под сонцето и светот со Бог. Тој намерно во овој текст го тргнува Бог. Сушност вели, ајде сега вака, да го земеме само светот под сонцето, без Бог, да видиме што представува. Да го тргнеме, да го исклучиме Бог. Што имаме ако го вклучиме само светот под сонцето? А светот под сонцето е сето она што го гледаме. Светот под сонцето е нештото што можеме да ги видиме, да ги допреме, да ги вкусиме, да ги слушнеме. Оној свет за кој што многумина велат дека е единствено реалниот свет. Ако прашате денеска секуларни филозофи, секуларни хуманисти, кој е светот, тие ќе ви речат, па светот е само она што можеме да го видиме, само она што материјално суштествува. Тоа е светот. Така велат атеистите. И Соломон се согласува и вели, добро, ако е тоа светот, каков е тој свет? Ако тргнеме од таа предпоставка дека само тоа е светот, она што е под сонцето, она што го гледаме, што имаме? Имаме пара над пареите. Тоа е светот. Ništожност, безсмислие, ништо вредно, ништо што ќе остави трајна трага. Се е трка во место. Се е прав во ветрот. Сите ние сме прав во ветрот, ако предпоставиме дека светот е само она што е под сонцето. И нема ништо друго освен она што е под сонцето. И тоа е идејата, затоа Соломон е таков песимист на почетокот. Вели, ако сиот живот се ограничува на она што е под сонцето, тогаш имаме многу празен живот, безсмислен живот, никаков живот. Ако го вклучиме Бог, тогаш се променува целата слика. Тогаш се променува смислата. Се се променува. Се станува поинакво, кога ќе го вклучиме Бог во светот што е под сонцето, кога тој ќе се додаде.
Што открива Давид за тој негов, да биде толку песимистичен? Која е причината? Па се во овој свет, вели, е како еден круг. Она, трчење во место, точно тоа. Се е како еден безсмислен круг, а ние сме се циклуси кои ние немо и безпомошно ги наблюдуваме. И немаме никаква моќ. Вели, трчаш, се потиш и никаде не стигнуваш. Тоа е приказната на целото човештво. Сонцето изгрева, заоѓа, за да повторно изгрее и повторно да зајде. Еден род доаѓа, се оди, доаѓа друг род, друго поколение, доаѓа, се оди, трето поколение и се така. Животот се врти во круг. Многу убаво тоа опишено со водата. Вели, врнат дождови, ги полнат реките. Реките течат, се вливат во морињата и океаните. Ги полнат морињата и океаните. Морињата и океаните испаруваат во облаци, од кои се формира нов дожд, кој пак врне, ги полна реките, тие пак си течат во морињата и се така се врти во еден круг. А ние наблюдуваме немо и безпомошно. Од таа секуларна перспектива, историјата е како една вртелешка, безсмислена вртелешка, во која што се соочуваме со богатство, беда, слобода, робство, војна, мир. И се тоа е еден безсмислен круг. Додека сме на земјата и потоа исчезнуваме во ништото, во непостоењето. И каква е смислата на сето тоа? Каква е смислата да се трудиш во се, кога се оди во едно непостоење на крајот, во безсмислие? Вели понатаму, она што било, ќе биде, и она што се правило, ќе се прави, нема ништо ново под сонцето. И се ќе кажат пак секуларните филозофи, колку откритие имавме ние од почетоците на човечката историја па до денес. Па тие него сменија животот? Овде Давид, Соломон, се извинувам, не ги одрекува, не сака да каже нема нови откритија. Оно што сака да каже, неговата идеја дека неголемите откритија не ја променуваат реалноста на човечкиот живот. Зошто и пред 2000 години денес луѓето се соочуваат со истите проблеми. Сонцето и тогаш изгревало и се изогело, родовите си доаѓали, се оделе, едно поколение било заменувано за друго и денеска е така. И кога човекот готвел на дрва и сега кога готви во микробранови печки, се соочува со истите проблеми, со проблемите со кои луѓето се соочувале пред 2000 години. И поколението кој пишувало на глинени плочки, и поколението кој пишува на iPad-и и други компјутри, компјутерски техники, се соочува со истиот проблем, со проблемот на безсмисленост. Јас сега пишувам и ќе заврши мојот живот на земјата. И што понатаму? Оно што сум го пишувал ќе отиде во непостоењето. Кој ќе се сеќава на тоа? И тоа оно што го гледаме постојано од поколение во поколение, од генерација во генерација, таа безсмисленост. Со тоа што имаме денеска нови достигнења, дали го соправме, го прекинавме вртењето на сонцето? Успеавме ли да го продолжиме денот место 24 часа, 48 часа да трае еден ден? Животот на човекот се останува истиот, безсмисленоста се останува истата. Луѓето го преживуваат истите фрустрации, живеат со истото чувство на празнина и безсмисленост. Онаа трчање на бескрајна лента. Може, верувам дека во тие нови пронајдоци, во новите достигања, можеме да најдеме малку возбудување, некаква смисла. Меѓутоа, колку трае тоа? Има еден човек кој си поставил за цел да се искачи на врвот на планината. Тоест, да ги достигне работите кои си ги поставил како цели. И успел да постигне многу. Станал главен уредник на Newsweek магазинот. Голема позиција. Она што сакал да го постигне, го постигнал. Меѓутоа, кога станал уредник на весникот Newsweek, си рекол, очигледно јас сум избрал погрешна планина. Останува истото чувство на празнина, големи достигања. И решил
да се качи на друга планина, ама буквално да се качи на планина. Да изкачи на високата планина на западната хемисфера, на Аконкаква ли беше во Аргентина. И си изкачил на планината. И кога си изкачил, бил много радостен. Рекол, најпосле ја најдов вистинската планина. Вистинското достигнување во животот. Вистинскиот подвиг. И после малку време си рекол, и сега кога ќе се симнам, ќе ме чека истиот костум, истата чанта, истата канцеларија, истото секојдневие, истата монотонија, истата рутина. На која планина да се качам повторно? И тоа е вистината за животот. Има ли нешто ново под сонцето што ќе ни смени нашиот живот и нема да биде повеќе бесмислен? Што и да откријат луѓето? Што и да, какви подвизи да направиме? На крајот пак ќе се соочиме со безсмисленоста. Александар Македонски, знаете, стигнал до Индија и плачал човекот. Што да освојувам повеќе? Која ќе биде сега мојата смисла на животот? Ако живееме без Бог, треба да престанеме да се мамиме, зашто нема да најдеме смисла во ништо. Само во Бог може да се најде смислата во животот. Сите ние сме прашина во ветрот. Пак нели ќе се вратам на песната на Канзас. Сите ние сме прашина во ветрот, ако го нема Бог во нашиот живот. Не зависи од тоа колку пари имаме, каква кариера сме изградиле. Може дури и семејство успешно да сме изградиле. Меѓутоа, на крајот на животот, ништо од сето тоа нема да ни даде смисла за која ќе си кажеме, сега знам дека го изживеа животот во полнота. И сега сум радосен. Зошто? Што е да направиме во животот без Бог? На крајот ќе видиме дека сето тоа било безсмислено. Ако си поставиме цели и си кажеме, овие цели ќе го осмислат мојот живот, на крајот верувате ќе се најдеме пред оне жолтиот знак што вели слепа улица. Не можеш понатаму. До тука беа твоите цели, твоите реализации во животот. Понатаму нема ништо што да правиш. И пак животот ти е безсмислен. Има еден човек кој успешен човек, иако пораснал во христијанско семејство, сметал дека она што му се нуди во семејството и во црквата не е доволно. Отишол, станал збор за Джек Хигинс, кој потоа има напишано христијански книги, отишол во армија, станал војник и некои други работи. И тој исто така за качувањето по планина зборува и вели, најважната лекција во животот е научив кога стигнав на врвот, на планината. И таму разбрав дека на врвот нема ништо. Стигнав на врвот и не најдов ништо таму. Ги остварив сите работи кои си ги запишав дека треба да ги остварам, кои сакав да ги остварам. И кога ги остварив, видов дека тие работи веќе не ми се важни и не ми нудат ништо во животот. Празни се сите тие нешта. И многу луѓе се чувствуваат така кога ќе стигнат некој период во животот. На 70, 80, 50, 40 години. Толку работи завршив, толку успеси постигнав, толку работи стекнав и сега осознавам дека сето оно што сум го посакал и сум се борел, го имам и не ми значи ништо. Без Бог сите тие работи се ништо. Велат дека подвизите можат да го осмислат животот. Во комунизмот така не уче, нема Бог. И тогаш која е смислата? Прави големи дела, остави вредни работи за човештвото и така ќе го осмисли животот. Вистината е дека подвизите сами по себе не можат да го осмислат животот. Бог е оној што ги осмислува подвизите. И потоа тие добиваат смисла и животот е осмислен. Сето оно што го правиме ја губи смислата во крајна мера ако е без Бог. Бог дава смисла. Што е да постигнам во животот? И тука можеме да преминеме на следното, на трагите што бледнеат. Што е да направим во животот? Трага што бледне. И затоа вели,
Ние немаме спомен за она што било порано, а и они што ќе дојдат по нас нема да имат спомен за она што е сега. Која идеја? Што сака да каже Соломон? Многумина правеле во историјата на човештвото. Многумина се поставили цели. Кој ги помни нивните цели? Кој знае за нив? Ние денес си поставуваме цели. Ке ги исполниме. Верувате дека после 50 години многумина од нас дури веќе нема да бидат воопшто спомнувани на земјата. После само 50 години. Представете си што ќе се случи после 100 години. После 200 години. Нема да има трага од нашето постоење. Какви достигане да направиме? Какви цели да се поставиме? Соломон вели, ние сме трага што пледнееме. Еден човек убаво го опишува човечкиот живот како онаа трага што бродовите ја остават во морињата. Знаете, кога плови бродот, ја остават така една и оставаат две ивици, кои се гледат. И што се случува со ивиците? Стануваат се помалку забележливи, на крајот се претопуваат во морето. Исчезнуваат. Тоа е човечкиот живот. Се претопува во историјата. И го снемува. Никаква трага од нашето постоење. Колку луѓе што ние сме ги знаеле во наше време и сме ги славеле, сега младите воопшто не ги знаат. Се слушнале за Велко Влаховиќ. Знаете, нели, голем економист. Се чуле за Велко Влаховиќ. Моето училиште, средното економско училиште, се викаше Велко Влаховиќ. Никој не знае за него денес. Тоа поколение што го знае ќе се отиде, другото поколение воопшто нема да знае за него. Има една мисла, напишана на еден гроб, епитаф ли како се вика. Ако се возгордееш човече, знај дека скоро после твојот погреб, твоите пријатели, оние што те познаваат, ќе јадат салати, ќе си кажат вицови, а ти ќе си заборавена историја. Тоа е вистината за човекот. Звучи многу песимистички. Го депримира човекот ваквото размислување. Но е вистина. Тоа е вистината. Како да се ослободиме од таа ограничена природа што имаме? Сите имаме ограничена природа. Ами врската со вечноста. Тоа е решението на крајот ќе каже Соломон. Заедно со Бог, нашиот живот не е веќе една трага што бледне. Туку нашиот живот остава трага за целата вечност. Она што го правиме тука не е безсмислено, зашто со Бог она што го правиме тука останува за целата вечност. Со Бог ние трупаме богатства за вечноста. Со Бог ние оставаме траги во животот во целата вечност на луѓето, траги во животот на луѓето за вечноста. Спасението на една душа е спасение за целата вечност. Градењето на Божјото царство е градење за вечноста. И служењето на Бог е служење за вечноста. Мојот живот со Бог не е безсмислен. Моите дела, моите усилби, мојот труд не е безсмислен. Кога ќе го ставиме Бог од сликата, веќе се променува. Дори оние најбесмислени работи што мислиме се најбесмислени, и тие добиваат смисла. Кога ќе го вклучиме Бог во она што е под сонцето, во нештата под сонцето. И тоа е идејата на книгата Проповедникот. Без Бог не можеме да имаме вистински живот. Без Бог не можеме воопшто да имаме живот. Зашто животот без Бог е пареа. Каква е вредноста на пареата? Каква е вредноста на еден здив? Се добива вечно значење во општението со Бог. Се под сонцето добива ново смисла, ново значење, дури и она што мислиме дека е најбесмислено. И што треба да правиме? Треба, како луѓе кои се симнале од таа трака за трчање во место, да им помогнеме и на другите да се симнат. Да осознаат дека трчат во место. Луѓето околу нас, во нашето обкружување, живеат безсмислен живот, без надеж, празен живот. Нивниот живот е пареа. Ние сме повикани од Бог заради љубовта кон Бог, заради љубовта кон ближните.
заради желбата секој да биде прославен од Бог кој дава смисла на животот, да говориме на луѓето, да ги евангелизираме, да им кажеме дека може животот да добие поинаков тек. Од трчање во место може да стигнат до цел која продолжува целата вечност. И за тоа постоиме како црква. Тоа е нашето, смислата на нашето постоење. Да носиме живот во празниот живот на другите. Бог затоа не држи на земјата. Затоа сме тука. Целта на Бог е секој создание да го прослави Него. Како сите ќе го прослават Бог ако не им кажеме дека нивните животи се празни и безсмислени? Да, многумина ќе речат, ама тоа е сето убаво. Убаво што си решил така да живееш, но тоа не е за мене. Ти си го живеј твојот живот, јас ќе си го живеам мојот живот. Независно од реакциите, ние продолжуваме. Продолжуваме како Соломон да велиме, суета на суетите, се е суета. Магла, ветар и магла е се, ако го немаш Бог во твојот живот. Колку и да мислиш дека живееш добро, твојот живот е ветар и магла. Каква е смислата на твојот живот ако ти утре завршиш во непостоењето? Во пеколот. Според нив во непостоењето, ние велиме во пеколот. Каква е смислата на сите твои дела, на сите нешта на кои се насладуваш сега? Ако еден завршиш во ништото. Минатиот пат реков, кога говоревме за евангелизирањето, ние сме Божјата амбасада. Апостол Павле во 4 глава на второто послание до Коринтијаните вели, ние сме Божите пратеници, Божите амбасадори. И нашата порака е, ве молиме, помирете се со Бог. Нашата порака во светот е, помирете се со Бог. Вашиот живот да добие поинаков тек. Инаку се е суета на суетите. Франсис Шефер, се чуле за големиот апологет и посветен на евангелизирањето, вели, за да можеме успешно да градиме вера во животот, за да може некој да гради вера во животот, прво треба да доживее рушење. Треба да доживее, како тој вели, демолирање. Неговиот живот треба да биде прво демолиран. Тоест, тој треба да осознае дека основата на која што живеел е празна, ништожна. Да започне да живее нов, осмислен живот. И тоа е нашата цел. Да им помогнеме на луѓето да видат колку е празен животот што го живеат. Да им помогнеме да го демолират стариот живот. Да започнат да живеат нов живот. Поинаков живот. И да го правиме тоа. Ако се уште сме на таа трака, лента, за трчање во место, да се симнеме од неја и да заживееме со Бог. Во секојдневната општина со Бог, во сето она што го правиме, ако го правиме за Божја слава, нашиот живот ќе добие смисла, вредност, значење. И да им говориме на луѓето, да не го пропуштаме времето, да не ги пропуштаме можностите, да не бидеме како Соломон кој на крајот на животот вели, и сега разбрав дека се било суета на суетите. Само заедништвото со Бог, верата во Бог, градењето на Божјото царство има смисла во нашиот живот. Ако нештата ќе правиме за Бог, ти имаат вечна перспектива. Ти имаат вечно значење. Бог да ни помогне навистина да се држиме подалеку од светската лента на живење, од трчањето во место и да живееме верувајќи го, љубејќи го и следејќи го Бог.